Работниот престој во Египет, македонскиот претседател Иванов го оцени како доста успешен, особено неговата повторна средба со претседателот Ал-Сиси, која што доаѓа во турбулентни времења на регионални конфликти и закани од нови бегалски и мигрантски бранови. И во оваа пригода Иванов направи една паралела меѓу улогата на Египет како земја на стабилност во регионот и како брана на бегалскиот бран што може да дојде од Судан, исто така како што Македонија играше улогата во бегалската криза пред известно време. Ова беше исклучително успешна посета на Египет, која доаѓа после мојата прва официјална посета. Во меѓувреме интензивиравме соработката со Египет и затоа зборевме на средбата со претседателот Сиси. Имаме интензивирана соработка во области каде што имаме заеднички интерес. Разговаравме да се интензивира правната рамка, за да може да се продлабочува и соработката во област на туризмот, земјоделието, образованието. Досега имаме навистина исклучителна соработка во сферата на безбедноста, затоа што разменуваме информации и искуства во врска со заканите што ги има Египет и ние што ги имаме. Египет има во неговото обкружување закани од илегална миграција. Нивната армија е на нивната јужна граница, каде што милиони луѓе се потикнати да одат кон Европа, така што нивната армија ја има улога како што има и нашата армија, како што е нашата армија на нашата јужна граница и го чува коридорот низ долината на реката Вардар, така и нивната армија во слична позиција. Овие се закани што ќе ги имаме постојано идните години, идните децени и затоа е неопходна соработката на нашите безбедносни сили, на нашите армијски сили која досега е извонредна. Според зборовите на претседателот Иванов, не помалку важен беше и меѓународниот форум на високо ниво, на кое што имаше чест да го отвори фактички Иванов овој форума, на кој се говореше за демократската безбедност во услови на насилство и екстремизам, особено важна тема која произлегува од овие безбедностни случувања во светот на сите континенти. Заканите доаѓаат од тероризмот, но исто така доаѓаат и од безбедностните мерки кои одредени земји ги превземаат како заштита од тероризмот, што пак представува закана за демократијата и слободата на граѓаните. Еве како го оценува Иванов овој форум. Продолжуваме како земја, како Македонија да учествуваме на вакви форуми, да даваме свој придонес со тоа што го имаме ние кој искуство како се справуваме со илегалната миграција, со заканите од екстремни групи и терористички групи. Тоа им е неопходно на многу земји, затоа што многу и се затекнати од оваа состојба и се уште немаат решение како да се справуваат со сиве овие предизвици. Очигледно за нас, за Македонија, во овој момент Египет е важна земја и овој регион и што побрзо се стабилизира, веројатно и Европа, вклучувајќи и Македонија, ќе биде побезбедна, така што секоја наредна средба на Иванов и на секој друг политичар ќе оствари некаква комуникација со регионалните лидери, дека е важна генерално за светскиот мир, па и за Македонија и Европа.